Добар ден и добре дојдовте на овој отворен форум, така го нарековме, за антикорупција или за борба против корупцијата, на кој во 2 дена ќе се обидеме да одговориме на многу прашања како таа борба да засилиме и корупцијата од најголем проблем во моментот во државата да го симнеме значително подолу, меѓу другото и во напорите за приближување кон Европската Унија и нејзините стандарди. Ова е дел од активност и на 2 различни проекти и на 2 различни донатори од Европската Унија и од USAID, кои ги соединивме за да се демонстрира сплотеност во оваа борба против корупцијата и исто соодветствува со предвечерието на денот на борбата против корупцијата 9 декември, кој е на крајот на оваа недела. Но бидејќи паѓа викенд го поместивме за порано и сакаме со овој настан да го одбележиме и крајот на мандатот на сегашниот состав на Државната комисија за спречување на корупција, кој завршува во февруари, а утрешниот ден ќе го посветиме токму на ДКСК и одбележување на тоа што овој состав го направи во борбата против корупцијата во овој период. Форумот го отвараме со ценетите гости и панелисти, председателот на државата Стево Пендаровски, амбасадорот на Европската Унија во Македонија Дейвид Гир и ќе имаме видео обраќање од заменичката директорка на USAID во Македонија Дон Кармен. Овој дел ќе го затворам јас со презентација на најновиот извештај за состојбата со корупцијата главно во Македонија, кој тоа е регионален извештај. Ќе направам краток осврт и на споредба со регионот, бидејќи се прави ова во соработка со СЕЛДИ мрежата, која е пак финансирана од Европската Унија и се прави во 6 земји на Западниот Балкан, веќе 5 или 6 циклус од 2014 наваму, па ќе можеме и да споредиме како стоиме на тоа поле. Да не должам јас повеќе, би му дал збор на председателот Пендаровски да ни се обрати. Повелете, председател. Благодарам. Почитувани присутни, добро утро. И благодарам на Македонскиот центар за меѓународна соработка и на Државната комисија за спречување на корупцијата што не собра на овој важен форум за антикорупција. Пред точно 20 години Обединетите нации ја донесоа Конвенцијата против корупцијата. Во таа прилика, генералниот секретар на Обединетите нации Кофи Анан ја спореди корупцијата со подмолна шума која ги поткопува демократијата и владењето на правото, ги повредува човековите права, го нарушува пазарот, го еродира квалитетот на животот и го овозможува организираниот криминал, тероризмот и другите закани за човековата безбедност. Ние ја ратификувавме оваа конвенција и се приклучивме прилично брзо кон низа глобални и регионални антикорупцијски документи и механизми. Сепак, 2 децении подоцна, дури 63% од македонските граѓани ја сметаат корупцијата за наш најголем проблем. Индексот за перцепција на корупцијата за 2022 ја рангира Македонија на 85-то место во светот. Само 6 или 7 европски држави, зависно од времето на мерење, се зад нас, од кои ниту една не е земја членка на Европската Унија. Индексот за владење на правото пак не рангира на 67-то место од вкупно 142 држави со забележан пад во повеќе области. Дури половина од истрагите што Европската служба за борба против измами ОЛАФ ги отвори за земјите од Западниот Балкан се поврзани со злоупотреби на европските фондови во Македонија. Во зависност од локалниот контекст, причините за оваа состојба најчесто ги бараме во недостатокот на политичка волја, во системски или законски празнини, во долгогодишната блокада на европските интеграции и се разбира пред се во културата на неказнивост. Една од препораките на Греко која остана неимплементирана се однесува на примената на системот на санкции во однос на прекршување на правилата за конфликт на интереси, интегритет и антикорупција. Ваквите системски пропусти воопшто не се наивни. Оние кои корумпираат
успеваат да ја избегнат одговорноста со помош на неколку тактики, од негирање на корупцијата, преку минимизирање на незините ефекти, одвлекување на вниманието на јавноста од проблемот, па се до дискредитирање на критичарите или замолкнување на свиркачите. Низ годините, за жал, корупцијата стана наше секојдневие, начин на живот во кој огромен сегмент од општеството верува дека без мито, непотизам, кронизам и клиентелизам не можете да напредувате. 1/3 од граѓаните изјавуваат дека биле изложени на коруптивен притисок, а дури 1/4 од нив посегнуваат или по паричникот или по телефонот за да дадат мито или да побараат врски. Последиците од оваа состојба се видливи за сите нас, за сите граѓани. Корупцијата генерира сиромаштија и социјална неправда, со што ги продлабочува поделбите во македонското општество, го забрзува иселувањето, бидејќи практично го поништува системот на заслуги при вработувањето и унапредувањето. Кога ќе продолжиме со преговорите за ЕУ, корупцијата без сомнение ќе биде и најголемата пречка во процесот на европските интеграции. Преговорите за членство се отвораат и затвараат со поглавјето за владење на право и фундаментални права, а последниот извештај на Европската комисија констатира дека не е забележан напредок во борбата против корупцијата кај нас. Почитувани, ако ова се проблемите, кои би биле можните решенија? Прво, легислативата треба да биде целосно усогласена со европското законодавство, за да се излезе на крај и со најкреативните обиди за измами, мора да учиме од најдобрите европски и светски антикоруптивни практики. Второ, не треба да ги мериме намерите, туку резултатите на антикорупцијата. Добрата легислатива не вреди ако не се имплементира и ако не важи подеднакво за сите. Во таа насока, државата, властите, мора да ги поддржуваат институциите како што е Државната комисија за спречување на корупцијата, барем незиниот постојан состав, во нивната работа. Трето, создавање на широк антикоруптивен фронт. За да биде ефективна, корупцијата не смее да се сведе на процедура во надлежност на неколку институции, туку мора да прерасне во потфат кој ќе добива поддршка од целото општество. При тоа е неспорно дека борбата против корупцијата е пред се задача на секоја институција, за секоја од гранките на власта и за владеачката коалиција и за опозицијата, и на централно и на локално ниво. Меѓутоа, медиумите, истражувачкото новинарство, невладиниот сектор и јавноста имаат незаменлива улога во тој процес. Четврто, подигнување на културата на антикорупција. Тоа подразбира, меѓу останатото, расчистување со едно популарно, но погрешно верување, сумирано во изјавата, овие крадат, ама барем нешто работат или градат. Почитувани, избраните и именуваните функционери мора да работат и да градат без да крадат. Воедно мора да разбереме дека малата сума не ја прави корупцијата помалку сериозна. Независно дали станува збор за 500 денари или 500.000 денари, корупцијата е корупција и не смее да се толерира. Ценете присутни, многумина од вас тука се долгогодишни и посветени борци против корупцијата. Во таа борба вие имате два клучни сојузника. Се разбира, освен властите кои мораат да ја предводат таа битка. Првиот е Европската Унија. Истражувањето на Селди покажува дека колку е поблиска евроинтеграцијата, толку е поуспешна антикорупцијата. Европските интеграции сигурно можат да ни помогнат да изградиме функционална правна држава со независен и ефикасен судски систем. Преговорите помагаат корупцијата да стане далеку повеќе општествено неприфатлива, а културата на неказнивост во значаен дел да биде заменета со култура на одговорност и интегритет. Најбрз и најсигурен начин за темелни европски реформи без бирократски обструкции и партиски бизнис махинации се преговорите за членство во Унијата. Вториот сојузник се младите кои во секое општество се клучни за каква било општествена трансформација. Според анкетите, огромно мнозинство од младите не толерираат коруптивни практики, но за нивниот критичен глас да доведе до општествени промени, тие треба да бидат и критична маса во општеството. И јасно е дека ако нивните барања не бидат слушнати и имплементирани, младите или ќе се заминат, или со текот на времето ќе се адаптираат на постојниот систем. Драги пријатели, на 9 декември, за само 3 дена, ќе го одбележиме Меѓународниот ден на антикорупција, а на 10 декември е денот на човековите права.
Овие два последователни датуми не се случајно одбрани. Нема човекови права и слободи таму каде што правдата е поразена од корупцијата. Антикорупцијата не е само правна или политичка тема. И сигурно не е само процедура. Туку и длабоко, морално и етичко прашање што задира во фундаменталните човекови права и слободи. Ако сакаме да изградиме праведно општество, засновано на највисоки етички вредности и интегритет, тогаш антикорупцијата треба да биде во средиштето на сите наши напори и политики. Благодарам за вниманието. Благодарам председателе Пендаровски. Меѓу другото и за истакнување на делови од извештајот кој подоцна ќе го презентираме, би рекол клучните, ми олеснивте и мене работа во таа смисла, така да веројатно ќе имаме повеќе време за дискусија, но точно тоа беа нагласени главните работи како неказнивоста, како потребата од соработка на институциите и директно делување кон резултати, а не само намери и законски измени. Ова истражување беше финансирано од Европската Унија, која подолго време го поддржува овој проект на регионално ниво, како и многу други проекти, не само во полето на антикорупцијата, туку и генерално. И она што го истакна и председателот, патот наш кон Европската Унија е поврзан со борбата против корупцијата. Прашањето е само што е побрзо, прво доаѓа дали јајцето или кокошката дилема, односно дали тоа што имаме долгогодишен застој во патот кон Европската Унија доведе до зголемување на корупцијата или обратно, тоа што повеќе се корумпираме не оддалечува од патот кон неа. Може би амбасадорот ќе рефлектира и на ова, но да видиме што ќе не посочи, да речем, од поглед на Европска Унија на прашањето на антикорупција. Повелете, амбасадор. Рековте јајцето или кокушката? Ви благодарам. Дозволете да не самиот почеток да кажам дека предформално да ви се обратам, да ви кажам една анекдота. Слушајќи го председателот, кој со право кажа дека и малите коруптивни дела исто така се важни. Нешто ме подсети, кога го чув тоа, би рекол првиот викенд кога бев во земјава како амбасадор, и мојот партнер, односно мојата партнерка и јас патувавме на едно од оние многу прекрасни локации кои ги имате во земјата. Всушност, тоа беше локација која што Европската Унија веќе помогнала во известна реставрација, вклучително инсталација на електрични порти и издавање билети. Може да замислите колку бев изненаден како амбасадор на Европската Унија да видам дека електричните порти и системот за издавање билети не функционира. Јасно, разговаравме со човекот кој стоеше таму, тој не тргна настрана и ни рече: "Не, ова не работи, тука мене платете ми." Се обидовме да платиме, ама тој не тргна настрана од камерите за да платиме. Колку ужасен вовет или запознавање со земјата, што не мора да значи дека целосно отсликува реалноста, во секој случај е ужасен вовет за еден посетител. Почитувам председателя Пендаровски, почитувани представници на институциите, Потната заедница и граѓанското општество, почитувани учесници, дами и господа. Ми представува огромно задоволство што сум со вас на почетокот од овој важен настан. Бидејќи напредокот во владењето на правото и во борбата против корупција е од критично значење за придвижувањето на Северна Македонија на патот кон Европската Унија и пред се за граѓаните на земјата. As has been said, the recently Како што беше кажано, неудамно објавениот извештај за земјата даде заклучок дека во Северна Македонија постојат значителни предизвици во областа на владење на правото и дека во изминатава година не е забележан напредок во областа на владење на правото и во борбата против корупцијата. И како што каже и председателот, корупцијата останува проблем и е превалентна, односно доминантна во многу области. Исто така во извештајот има уназадување во многу области, дури и некои случаи на судење,
на антикорупцијски, односно корупцијски случаи кои што веќе доаѓаат до точка на застарување. Изразуваме сериозна загриженост за измените на кривичниот законник, со кои се намалува максималната законска казна во некои случаи за сериозна корупција, што води до примена на застарувањето како инструмент, со што се сопира голем број такви случаи да се процесираат и се попречува можноста на властите, односно на надлежните институции да истражуваат вакви случаи во иднина. Исто така овие измени создаваат правна празнина што може да се користи во област на злоупотреба на јавната функција во областа на јавни набавки и во изминативе недели ги гледаме и последиците од тие одлуки се повеќе. Во извештајот се даваат препораки и се пофалува работата на Државната комисија за спречување на корупција, меѓутоа повикува ефективно проследување на незините препораки, како и на оние на Државниот завод за ревизија. Во извештајот се бараат напори за да се прегледаат несоодветни напори за заплашување судии. Принципот на политика нема никаква врска со правда, а правдата пак никаква врска со политика. И тоа е начало што треба да се преточи во реалноста, а не да биде само аспирација. Дами и господа, борбата против корупцијата, како што каже и председателот, е долготраен процес и представува предизвик во секоја земја, вклучително и во ЕУ. Токму затоа, напредокот во процесот на пристапување се базира врз ефективната борба против корупцијата. Не само во законите, туку и во оглед на ефектите и резултатите. Потребни се длабоки структурни измени во институциите на земјата, законската рамка и културата на земјата. Потребна е соработка и посветеност од секоја една институција и граѓанин. Пред се, потребна е политичка волја. Тука, дозволете да нагласам за посебната одговорност, а некогаш и негативната улога што може да имаат политичките партии, кои што пречесто во минатото промовирале партиски војници над заслугите. Лојалноста над лидерството била поважна од вештините, семејните врски поважни од самите квалификации. Овие принципи имаат име – непотизам и кронизам. Тие се една од причините зашто вистинските напори за борба против корупцијата не успеваат. Во предстојните избори, која партија ќе се посвети ќе се заложи да сврти грб на ваквите практики, да им вети на граѓаните одличност во назначување? Она партија што ќе вети дека ќе се спроведат или донесат потребните закони за ставање крај на овие практики, бидејќи овие практики се оние кои ја задушуваат економијата, ја оставаат земјата неконкурентна, а граѓаните многу посиромашни. Треба да се постигне напредок во зајакнување на законската рамка за антикорупција, како што кажавме, во согласност со законите на ЕУ и со духот на ЕУ. Треба да видиме исто консолидирање на активностите на проактивни истраги, обвиненија и судења во борбата против корупција на сите нивоа и во сериозниот и организиран криминал. Тоа треба да биде клучната обврска за земјата, особено сега по измените, односно последиците од измените на кривичниот законник. За да дојдеме до ова, треба да имаме значителни ресурси за надлежните институции и независноста на надзорните институции, вклучително и оние кои наскоро ќе биде ново назначена Државна комисија за спречување корупција, треба да бидат во целост обезбедени. Дозволете да нагласам уште еднаш дека очигледно дека процесот на избор на новите членови на Државната комисија е во тек, така што нема да коментирам за самото тоа. Меѓутоа, ќе кажам дека очекуваме новиот состав на Државната комисија да продолжи да дава резултати, ако не и подобри резултати од оние кои што беа постигнати досега. Ке речеме дека новата Државна комисија на таа комисија треба да и се суди врз основа на резултатите и бидете сигурни дека ние ќе оценуваме врз основа на постигнатите резултати. И за секој еден член на комисијата за кој што собранието доправа ќе одлучува, ќе речем, очекувам да бидете непокорни во борбата против корупција. Очекуваме да примените највисоко ниво на професионалност и интегритет, да одбиете да кренете телефон или да избришете
подпишете онаа порака што ќе добиете, да изјавите јавно дека вие не работите на тој начин, туку дека и служите на јавноста не за политички, туку за правилни интереси. И сега да погледнеме од контекстот на можности. ЕУ гледа на Западен Балкан со нова смислена итност. Делумно причина за тоа се трагичните настани во Украина како резултат на руската агресија. Има едно јасно разбирање дека проширувањето е наш заемен интерес. Станува збор за просперитет, демократија, но и за стабилност и безбедност на сета, односно на цела Европа. Најновиот пакет за проширување им дозволува на земјите да се приближат до членството, не само со тоа што се наведуваат области каде што е итна работа потребна, туку и давање насоки како да се стори тоа. Меѓутоа, се дава и план за развој и раст за Западен Балкан, што е огромен стимул за подобрување на економските и социјалните услови тука во Северна Македонија. Брзо, преку реформи, преку свежа помош за реформи, со што ќе дојдеме до повисоки стандарди за живот за сите. Од вас зависи, од надлежните институции и од општеството како целина, да ги искористите овие можности и да ги претворите во реалност за доброто на сите. Ви благодарам. Благодарам, амбасадор Егир, што меѓу другото повторно прилично јасно, иако во границите на дипломатското ги потенциравте работите кои сите не тиштат, заробеноста на државата од политичките партии, кои се рефлектираше, амбасадорот не може да коментира на процесот, но ние кои невладени можеме да коментираме, се рефлектираше во новиот избор, односно изборот на новата комисија, каде што гледавме прилично интервенција на партиските членови во изборната комисија за тој процес, но се надеваме дека тие што ќе бидат избрани на крајот во собранието, како што рече амбасадорот, ќе перформираат барем толку добро колку и сегашнава комисија или подобро. А ние ќе бидеме тука да следиме и благодарно што многу од овие работи за кои кажувавме како граѓански сектор низ последнава година најдоа место во извештајот на Европската унија за прогресот на Македонија и се надеваме дека тоа, за разлика од порано, кои беа во позавиткана форма, сега прилично јасно и директно беа посочени, конечно ќе ги освестат и партиите и од власти и од опозицијата што може, а што не може да се прави, што сме, а што не сме и како понатаму да се бориме против корупцијата. Следно ќе биде видео обраќањето на Дон Кармен од USAID, од нивни аспект, од партнерите од Соединетите Американски држави не упатат кои се нивните намери со двата големи проекти кои ги финансираат, меѓу кои еден е граѓаните против корупцијата, овој настане дел од тоа, меѓутоа и партнерство против корупција кој ќе работи со институциите во вкупна вредност од $18 милиони за следниве 5 години, значи голема посветеност на борбата против корупцијата во Македонија, па да слушнеме што има да ни кажат од USAID. President Penderovski, Ambassador Gerd, good morning. For over 2 decades, the U.S. government has been a strong supporter of anti-corruption efforts in North Macedonia. As we mark International Anti-Corruption Day, I feel a disheartening sense of déjà vu. We have gathered the same group of dedicated organizations and individuals, government counterparts, civil society, and business leaders who came together last year and in the years before to raise the alarm and implore urgent change. Yet, we've seen very little progress. Instead, we've witnessed attempts to silence investigative journalists and reduce the independence and impact of oversight and accountability institutions. The tendency to analyze the problem through discussion and hollow calls for action allows for backsliding to occur. This is the reason why USAID is fundamentally changing its approach. With a robust portfolio of new anti-corruption programs, we are investing in actions that will have a direct, tangible, and positive impact on the lives of citizens. We are partnering with individuals and institutions who have a vision, a clear roadmap for change, and the long-term dedication to follow through. We require real commitment, and we will be quick to shift our support should it become clear that we don't have it. Simply put, we are not interested in partnering with those who are comfortable with the status quo. North Macedonia has many anti-corruption champions who are making a difference every day.
Journalists and watchdog organizations shed light on corrupt practices, keep citizens informed, and instigate action when institutions fail to respond. Accountability and oversight institutions use data to identify systemic vulnerabilities and abuses. Motivated civil servants and policymakers publish government data to increase transparency and collaborate outside of their institutions to implement changes. We need more people in institutions like you taking action. I hope that next year we will not simply mark this occasion in a conference room with each other. Let's make the commitment to come together in a day of action that commemorates our significant, tangible successes from the year. Thank you. И благодариме на Дон Кармен, иако не е тука, за ова кратко и јасно обраќање и презентирање на позициите на Соединетите Американски држави во борбата против корупцијата, која меѓу другото се манифестираше и вчера со уште една лице додавање на списокот нивни за според глобалниот магнитски акт во кој тие сметаат дека се борат против корупцијата, а се надевам тоа ќе биде поттик за институциите во Македонија да постапуваат по сето на што беше веќе направено од нивна страна и како што најавив ќе има во овие 5 години голем фокус на оваа тема. Во продолжение би сакал да ви го презентирам извештајот за состојбата со корупцијата во Македонија и на крај малку споредба и со регионот. Пред да почнам ќе го извиниме само амбасадорот Гир, кој некаде за 10 минути треба да замине, така да во текот на презентацијата ќе не напушти, но му благодариме за ова воведно излагање и за целата поддршка што ЕУ ја дава на Македонија. Се надевам ова ќе функционира и ќе можеме да го проследиме извештајот во некои десетина слајда, значи кратко е извадени клучните работи, веројатно дел ќе повторам од она што веќе председателот каже како клучни поенти, но да одиме со ред. Овој извештај се прави на отприлика на секои 2 години, веќе редовно од 2014 година, почна како методологија изработена од нашите партнери од Бугарија, Центарот за истражување на демократијата, кој ова го развија некаде во 2001 година и почнаа да го применуваат во нивната голема криза со корупцијата некаде 2003 до 2005 година. Ако се сеќавате, тогаш имаше и надворешна интервенција пред да станат членка на Европска унија, валутен борд се формираше и имаше голем напор да се сузбие корупцијата за да може да станат членки на Европската унија кога стана 2007. Од тогаш методологијата се развива и меѓу другото се применува сега на ниво на цела Европска унија во рамка на нивниот извештај за состојбата со владење на правото, познатиот Rule of Law Report, кој почнаа да го прават некаде 2020 година, согледувајќи дека и во самата Европска унија работите не се најсјајни како што би сакале да бидат и на ова поле. Така да ние со поддршка на ЕУ, ова се прави од 2014 во согласно со нив и со нивна методолошко водење, а се прави во сите 6 држави на Западниот Балкан. Едно од првите прашања е како граѓаните го перцепираат колкав проблем во општеството е корупцијата, и на слайдот гледате низ последните 4 истражувања од 18-та, 19, 21 и 23 како се движало. 5-4 место беше корупцијата, последниве 2 истражувања, значи оваа година и пред 2 години е на на прво место, значи број 1 проблем во државата во Македонија. Слично е додуши и во другите држави, ама е карактеристично дека во 2 последни граѓаните сметаат дека е ова најголем проблем. Патем, ова истражување не е само на перцепции, се базира и на ставови и на искуство, односно дел од прашањата се директно кога се прашуваат граѓаните дали им било побарано мито, дали дале мито, значи буквално искуство со корупцијата, а не само како чувство или перцепција имаат за тоа.
се спомена кои се факторите и овде сите се прилично големи, од 70-80% целосно или делумно се согласуваат дека сите овие 5 различни понудени одговори сите влијаат, меѓутоа баш како што спомена председателот, неказнивоста или работењето на судовите или несправувањето на судовите со случаите на корупција е еден од најголемите фактори на перцепцијата дека корупцијата толкава, односно реалната ситуација со корупцијата и исто така моралната криза во општеството, односно дека се повеќе точно базирано заради таа неказнивост се нарушуваат и другите вредности и кохезијата во општеството и сето тоа допринесува да граѓаните губат верба дека таа борба против корупција е можна и дека воопшто некој се бори против тоа. Ова е демонстрирано во праксата на пресуди поврзани со корупција. Горниот графикон покажува колку имало осудителни пресуди за злоупотреба на службената положба низ годините и како што гледате рекордна била 2014 со некаде скоро 200, а последниве години не можеме да преминеме 100 пресуди годишно, додека за подкуп бројките се максимум 20 годишно, а последниве години ни 10. Се имајте го ова во предвид со следниот слайд кој кажува колкав е тој коруптивен притисок и колку луѓето учествувале, односно се вклучени во корупцијата, односно тоа е точно од групата прашања дали какво искуство имале луѓето со корупцијата и всушност овие барови што ги гледате низ годините на колков процент од испитаниците им било побарано мито и како што гледате и беше споменато веќе, тоа е некаде секој трети граѓанин на државата и додуше малку е намалено што е заправо од последниот пат, од 33% сега 31%, ама пак е од прилика секој трети граѓанин. Она што е малку подобро и подобро секако од минатата година, но се уште не е дури на нивото од претходните истражувања од 2014 и 2019, колкав е отпорот, односно колку од луѓето навистина и дале подкуп или мито кога им било побарано или самите понудиле и без да им биде побарано и тој процент сега е 25%, односно секој четврти. На некој начин е подобро од минатиот пат, бидејќи во 2021 скоро и да немало отпор. Кој што му било побарано дал подкуп, колку и да било, зашто и да било и како што рече председателот, без разлика на висината на износот. И сега на крајниот дел, ако споредите со колку тоа е рефлектирано на општеството би било, значи некаде пола милион луѓе се соочиле во текот на последнива година со барање на подкуп, бараме минималност. Не знам какви се тарифите за разни работи, ама за дозволи за градба знам дека 100 евро била за секој документ, а за една зграда прилика 100 документи требало, така да прилика 10.000 евра одат во корупција за секоја една зграда што е направена кај нас. И за разни работи, друго, ама ако ги пресликаме овие проценти, значи скоро пола милион граѓани се соочиле во некој момент со корупција и скоро 400.000 или 370 фактички дале подкуп. Пак ќе речем, колкав и да е занемарлив, дали е казна за брзо возење или да се помине со помала казна и слично. И се споредете го тоа со претходниот слайд, колку имаме всушност пресуди за оваква работа. Значи од 400.000 ние имаме само 20 за подкуп и вкупно 100 за злоупотреба на службена должност. Сега, пред некој ден слушнав дека од прилика обемот на судски случаи околу 30.000 случаи годишно во државата. За не очекуваме да има 300.000 случаи за корупција, ама барем 3.000 да бидат, ако е ова најголемиот проблем во државата, а не само 20 или 100. Така да соочиме бројките со реалноста малку. Другиот аспект е за ставовите, значи не е перцепција, туку лични ставови за прифатливост на корупцијата и тука е некаде, да не речем стабилно, ама пак многу лошо, односно повеќе од третина од граѓаните им е прифатлива корупцијата. Во последниот случај 37 е на скоро исто ниво 36,7 од прошледниот пат и е помало од прошлите, значи има некој напредок
да помалку прифатлива станува корупцијата. Ама се уште ова енормно висок број, бидејќи колегите од Бугарија не викаат ако овој процент е над 5%, сите мислат дека се е корумпиран. Така да многу работа имаме ова да го намалиме и да корупцијата наставне неприфатлива. И слично на ова исто бележи подобрување и ова е за поздравување, така да речем, некој подобар напредок, бидејќи ова веќе конкретно ако се најдете во ситуација, пак е став, не е искуство дали сте дали или не сте дали, туку што би направиле ако се соочите со барање за мито или подкуп. И добро е што тука прилично драстично овој пат паѓа на веќе под 20% граѓани изјавуваат дека се подложни односно во дадена ситуација и во истражувањето им се посочуваат некои такви ситуации на шалтер, на нели полицаец кој ве запира или ете градежни дозволи или ова, кога се најдете во таква ситуација, дали би направиле, дали би понудиле подкуп или би прифатиле да платите подкуп ако ви биде побаран. Тука веќе имаме по трезнење, така да речем, на граѓаните, дека тоа едноставно не сме да се прави, бидејќи секој од нас така придонесува кон корупцијата. Она што не чини е кога се прашани граѓаните што мислат дали ќе се намали ова во иднина, овој коруптивен притисок, односно помалку ќе има. За жал овој процент е зголемен од 72 на 82. Односно, повеќе граѓаните сметаат дека тешко дека ќе се намали, односно ова ќе остане и во наредниве неколку години стандардна ситуација, дека многу од нив ќе бидат соочени со тој коруптивен притисок и во некој момент ќе мора нешто да ќе им биде побарано или понудено да направат. Од друга страна, исто едно позитивна, да речем, вест и изненадувачка за нас во овој, дека расте вербата дека институциите или јавните политики можат да направат нешто повеќе. Гледате колку мал бил процентот под 30% во сите претходни истражувања дека вербата дека може нешто да се направи, а годинава е скоро изедначена, значи не е до 50%, ама е многу блиско и веќе граѓаните чувствуваат дека има некој придвижување, дека некои институции, веројатно тоа најмногу се однесува на Државната комисија за спречување на корупцијата, на Државниот завод за ревизија, кои и во самиот извештај на Европската унија се констатирани како водечки во ова борба, дека гледаат граѓаните дека има активна борба или напори да нешто се направи во ова поле и верувам дека тука на ова можеме да се надоврземе и во следниве години да ги зајакнеме тие институции, да навистина има и како што рече председателот, резултати, а не само намери. Последните 2-3 слайда се однесуваат на корумпираноста на професиите и на институциите. Како што гледате, немаме представник од владата. На следната сесија ќе биде вице-премиерката Грковска, малце да се уплашеше од овие бројки. Да, дека министрите, лидерите на политичките партии, пратениците, а и како и судиите се меѓу најперцепираните како најкорумпирани. Темно-плавото и светло-плавото заедно даваат колку луѓето сметаат дека се или речиси секој или повеќето дека се корумпирани, односно доминира над 70% во сите случаи, а некои богами над 80% судиите и министрите. Така да таму треба веројатно да се бара чарето. А кога се зборува за институциите, слично, овде е малку обратно, од деснава страна е лошото, односно пак темноплавото и светлоплавото, кои преминуваат повеќе од далеку повеќе над половината, дека владата и судовите се повторно меѓу најкорумпираните. Заради приказот овде ограничавме на 5 институции, во извештајот имате 20 и ќе го израдуваме председателот дека е предпоследен тука, односно се перцепира заедно со армијата како најмалку корумпирана институција, не може. Затоа дојдов. Па се надеваме ќе помогне, ќе ни се придружи во борбата против корупцијата и можеби ќе предводи. Како? Да, го немам след. Да.
малцинско е, така да мнозинството смета дека не е корумпирано. Армијата исто. И во однос на довербата на антикорупцијските институции, овде се неколку, значи е и судството, Министерството за внатрешни работи, кое се уште се заради генерално зголемата доверба во полицијата и во армијата, и тука котира добро, дури подобро и од Државната комисија за спречување на корупцијата. Тука е споредба со претходното истражување, значи за секој од овие 4 или 5 колку се ставки има споредба со претходната година и гледате напредок има само кај МВР и кај ДКСК во однос на претходната година, другите стагнираат, односно довербата е релативно ниска, под 20% вкупно, а темно-плавото е кој има целосна доверба, таму се оние проценти кои цитираат 3, 4, 8%, ама тоа се однесува на целосна доверба, да им признаеме дека и ова делумна доверба сепак е некоја доверба, така треба да се земаат заедно, но се уште е 20%. Да. Така. И крајот на ова е мала споредба со регионот во однос на коруптивниот притисок, една од главните параметри кои го спорувавме и до сега. Како што гледате, не сме најлоши, ама не сме ни најдобри, како и секојаш, нели, златна средина, и имаме подобрување во однос на претходната година, меѓутоа, освен во Србија, подобрување има и во другите. Мала дигресија овде во Црна Гора и Косово, овој пат, бидејќи до сега целосно теренски се прави истражувањата, оваа година се премина на телефонски, можно да има мали аномалии кои веројатно се рефлектираат во кај колегите во Црна Гора и Косово, бидејќи прилично драстичен овој пат, за да може да се објасни со трендовите до сега, но во другите земји не е тоа случај, така да може да сметаме дека се како се веродостојни податоците и ако има мал напредок, сепак тоа е многу малку. И последниот слайд се однесува за споредбата во вклученоста во корупцијата, и тука повторно го кажавме, нели, ова дека има напредок од 33 на 25%, односно отпорот кон корупцијата пораснал, односно се намалило давањето на подкуп, наместо секој трети, отприлика секој четврти граѓанин сега го прави тоа, и тоа е пак подобро во случајов од Босна и Херцеговина и Албанија, но полоши сме од Србија, Косово и Црна Гора. Тоа е отприлика она што го имавме, што го покажува извештајот, кој можете да го видите во целост на линкот кој е прикажан на екранот, и презентациите претпоставам ги имате во материјалите кои ги имаме за ова. Би сакал да завршам или заокружам со неколку констатации од самиот извештај и генерално во сите напори што ги правиме во борбата против корупцијата. Значи, веќе втора серија истражувања корупцијата е најголем проблем, веројатно тоа веќе не е ни дилема, ни прашање и кај политичарите и во општеството дека е тоа главниот проблем, дека може да се констатира мал напредок во некои работи и во намалување на коруптивниот притисок и во вклученоста на корупцијата, но сепак бројките се енормно големи, значи 25 и 33% е многу голема ниво на корупција, а во праксата немаме многу резултати во смисла на осудени лица за такви дејанија, значи давање, примање подкуп и за злоупотреба на службената должност. Посебно внимание, нели, бидејќи ако генерално кај популацијата велиме секој трети му било побарано, секој четврти дал, тоа е во општата популација, но ако поврзаме или корелираме тоа со слайдовите за како граѓаните сметаат каде е најмногу корупцијата и дека е тоа кај министрите и кај судовите и кај политичките партии, таму веројатно тој процент е, ако не значително, секако поголем. Така да, дури кога се собираме на вакви настани со представници од власта, од министри, но и опозицијата, политичките лидери, веројатно треба да се замислиме дека секој трети или секој дури и втори веројатно е во групата на корумпираните, така да почнеме погласно да го кажуваме тој, да
да посочуваме случаи каде што има големи сомнежи за корупција или дури и докази кои треба институциите да ги пофатат и да ги процесираат. Ги посочивме и Европската унија и самиот извештај случаите на Државната комисија за спречување за корупција и Државниот завод за ревизија како предводници на оваа борба, кои прилично често и јасно укажуваат каде се има злоупотреби, но потоа до сега барем немаше институционални одговори на тоа или завршуваа во бескрајните лавиринти, како тој што го поставивме на влезот во судските процеси и слично. Може би судовите се пренатрупани со банални случаи за долгови од 1000 денари, се тие 30.000 случаи, веројатно 20.000 може веројатно одма да се решат со медијација или на друг начин, да не се оптеретуваат судовите, туку да се занимаваат со овие поголеми случаи, каде што е прилично јасно или каде што има многу поголема можност за корупција. И тука не би пропуштил приликата да го нагласам ова со случајот со коридорите. Значи, тамо укажуваме веќе 2 години и не треба да е многу паметен човек и да разбира математика, дека ако сме направиле со пари од Европска унија автопат од Демир Капија за Смоквица, кој чинел 6 милиони евра пред 5 години, со секаква инфлација која може да оправда 30% зголемена цена, ама не може да оправда 300% зголемена цена, не гледам како и зошто правиме 100 километри автопат за милијарда и пол евра. Значи, многу нешто тука, нешто има и нејасно и мора да се истражи Државната комисија. Се уште го тера случајот, се надевам ако не успеат да завршат и да кажат што ќе биде ситуацијата, да следната комисија види што е ситуацијата таму и да, ако не е спречено до сега, барем да се воспостават механизмите за проверка, да стварно тоа не отиде во овие небеса кои се вака проектирани, би рекол, од ракав. И наспроти, она што оваа влада ја критикуваше предходната, кога се правеа кинеските автопати, испадна дека од чекор до чекор се исто беше направено со посебен закон, со 4 очи, со енормни цени и сето тоа. Така да се надевам сето ова ќе биде процесирано и ќе завршам за жал актуелниот случај во која со Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски, кои ни демонстрира дека веројатно треба големи шокови како овој во системот за институциите да реагираат. Но доброто во сето ова зло е дека се покажа дека институциите можат да реагираат и брзо да ги завршат работите на начин како што треба. Некои колеги не се согласуваат бидејќи сметаат дека требаше институциите да спречат вакво нешто да се случи и се согласувам со тоа, особено за сега првоосомничениот кој сите нели знаеме, имаме некакви искуства со долгови негови во последниве 15 години и системот не успеа да се справи со него на време, а имаше многу индикации. Така да се надевам и ова ќе биде едно отрезнување дека всушност ова е патот до таа неказнивост, до сите овие последици што ни се случуваат. Јас тука би завршил и не знам колку време, не е предвидено прашање и одговори, ќе направиме пауза за кафе и за изјави до медиумите во оваа пауза. Во 11:30 ќе продолжиме со панелот со вице-премиерката Грковска и другите колеги кои се таму. Ви посакувам понатамошна успешна работа на денешниот форум.